За да се заштитиш од другиот. Човечноста е да имаш доблест да го заштитиш другиот од себе си, а мудроста е да знаеш да донесеш вистинска одлука. Токму затоа минатото го паметиме, историјата ја почитуваме, иднината ја градиме решително, заедно и честно, зашто иднината на оваа земја им припаѓа на сите оние што имаат чисто срце и јасна цел. А ако целта ни е заедничка, лесно ќе успееме да го најдеме патот до неја. Пат до модерна, просперитетна и европска Македонија. Единствениот пат што го сакаме да го изодиме. Над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Одново сега знамето себе на Крушовската република, на Гоце Делчев Питугули, да ме Груев Сандански, Гоце Делчев Питугули, да ме Груев Сандански. Слободна, слободно живе Македонија, слободна, слободно живе. Се колнам во името Господово и пред светиот крст дека ќе бидам верен на заклетвата наша слобода или смрт,
Ја прекршам ли? Да бидам казнет? Од оружјето што стои пред мене? Да живее Македонија! Почитувани соборци, бранители од конфликтот во 2001. Почитувани граѓани на Република Македонија, почитувани представници на Сдруженијата на бранителите кои ја поддржавте на нашата иницијатива и нашето генерално собрание, почитувани гости. На 16 февруари во 2001 година сите ние бевме изненадени какво зло може да се изроди на овие наши простори, на овие простори каде што од секогаш нашиот македонски народ бил мирен, вреден, трудолюбив и никогаш никому не мислел зло. Меѓутоа, се најдоа некои кои сакаа да не буцнат таму каде што најмногу не боли. Овде сме собрани за да покажеме и докажеме дека во 2001 година се боревме за вистинската цел и дека во тоа влеговме со искрена намера да ја помогнеме на нашата мила и сакана татковина Република Македонија. Македонија е нашата татковина, нашата светлост, нашиот дом, нашето место каде што сме се родиле, каде што сакаме да го поминеме нашиот живот и каде што сакаме да умреме. Оваа земја сакаме да ја сочуваме и да ја оставиме на нашите деца и внуци. Се уште постои потреба за обединување на редовите во безбедносните сили кои се бореа во конфликтот во 2001. Се уште има потреба сите да заедно да застанеме, но овој пат во одбрана на нашата цел. Целта на ова собрание е пред представниците на Сдруженијата, на другите останатите Сдруженија на бранители, но и на сите политички партии, да им покажеме единство и слога и на истите оние кои заедно под една команда и под едно знаме ја браневме татковината Република Македонија. Го избравме историското Смилево за место на одржување на овој собир, затоа што пред 110 години се одржа конгресот на оние кои им беше целта слободна Македонија. И сите тие тоа го докажаа со личната саможртва. По нивните стапки, сите ние овде собрани, продолживме и во 2001 година, кога застанавме во одбрана на нашата татковина. Кога застанавме сите заедно, обединети со една цел и идеја, единствена, намена, за да ја одбраниме нашата Македонија. Тогаш го следевме примерот на Дамјан Груев, на Гоце Делчев, на Пито Гули, на Никола Карев и на уште многу други знаени и незнаени јунаци. Тогаш не се правеше разлика помеѓу националноста и верата. Не се правеше ниту после еден век. Сите на кои Македонија им беше во срцето, сите кои веруваа дека Македонија е држава во која треба да живеат, застанаа на бедемот на одбраната на нашата земја. Нема потреба од поделба на христијани и муслимани, на македонци, турци, срби и роми. Ние имаме една татковина, во која сите имаме исти права и за која се бориме. За Македонија мораме заедно, без оглед на разликата, да работиме и да ја градиме како еден заеднички дом. Тој дом нема да дозволиме да биде загрозен ниту од еден внатре, ниту од еден натрешен или надворешен непријател. Ние сме темелот на овој дом, но и бедемот кој за секогаш ќе го браниме. Во 2001 година бевме решени да не попуштиме, да не дозволиме друг да не ги земе вечните огништа на кои сме се родиле, на кои се родиле нашите предци, на кои се родиле нашите деца. Тоа беа времења кога се виде кој е патриот, а кој не. Кој навистина ја сака Македонија, а кој сака само да профитира од незината мака. Само обединети,
како што бевме во 2001, можеме да се бориме за нашите права. Права кои непосредно ни следуваат. Права кои ги доживеавме со жртвите кои ние ги дадовме. Сите оние кои во 2001 ги дадоа своите животи, ја докажаа и покажаа најголемата самопрегор и саможртва. Никој во планините, никој на полињата, некој во планините, некој во полињата, некој во самите градови. Цврсто бевме укопани во рововите и не дозволивме никој да не разбие. Тоа докажува дека имаме само една света мисија, од која ни во еден момент не се откажуваме, ни во еден момент да не се посомневаме во тоа. Ние како бранители сакаме да и се заблагодариме на нашата земја за се што сторила за нас. Ни помогнала кога ни требала помош. Но се уште има работи кои бараме да ни бидат дадени. Потребни ни се бесплатно здравство, бесплатно образование. Се залагаме за еднократна парична помош на нашите социјално загрозени семејства, за нашите загинати, за нашите инвалиди. Бараме субвенционирање на стамбените кредити, двоен работен стаж, сместување во старечки домови, одликување и обележување на местата каде што нашите борци загинаа, повластување при вработување и други социјални бенефиции. Тоа е најмалку што може да се направи за бранителите и за нивните семејства. Кога не се повлековме пред нишанот на нашиот непријател, нема да се повлечеме ни сега. Се уште постојат предизвици за Македонија на безбедносен план. Треба да се воздржиме при провокациите од надвор, но исто така и од натре. Треба да покажеме зрелост во нашето действување. Безбедносните сили се носечката сила на секоја самостојна и независна држава. Тие гарантираат безбедноста на граѓаните, но не и на институциите. Но сите треба да бидеме свесни дека ние докрај ќе бидеме војници на оваа земја. Ние секога сме биле и ќе бидеме тука кога на нашата татковина Република Македонија ќе и притребаме било каде и да сме. Да живее бедем. Да живеат бранителите на Република Македонија. Да ни е вечна за век и веков Македонија. Ви благодарам.